Работно, радосно, празнично е денеска во студиото. Веќе сме преселени во гостинското студио и првата наша денешна гостинка ни внесе уште повеќе радост, убавина и естетика во нашето студио во очи на Христовото воскресение. Не е за прв пат наша гостинка, многу често ја споменуваме, бидејќи навистина со нејзините вредни раце создава чуда, создава ремек дела, а веќе јавноста многу добро ја познава нашата драга тетка Кате. Катерина Шулева Василева, добре ни дојдовте во утринската на Алфа. Добро ве најдов. И благодарам што на овај убав голем ден, кога домакинките привршуваат се околу празникот, околу трпезата, околу декорацијата, вие најдовте време и ова утро, рано наутро, да ни дојдете во студио. Секогаш за Алфа. Секогаш за Алфа. Огромна благодарност што прво сте со мене низ годиниве. На секој медиум каде што јас дадов дел од мојата душа и дел од моето јас, вие наоѓавте начин, ако не можевте лично, да ми испратите по некого нешто што ќе ја краси нашата маса, нашиот пулт, нашето студио, и секогаш споделувавте со сите убави луѓе кои ги препознавате по енергија, така? Така е. Така му кажавте и на таксистот кој што ве донесе. Морам да го споделам ова со гледачите. Значи, нашата тетка Кате пристигна со такси до Алфа телевизија и по пат се разбира таа е човек кој брзо и лесно се спријателува со луѓето, бидејќи е голем човеколюбец, и му подари една декорација дури и на таксистот, кој што беше чудоневиден дека некој нешто без причина може да ти подари, а не те познава, така? Да, се зачуди. И како рече вашата мајка, како ви рекла вашата мајка? Мајка ми рече, кога ќе имаш нешто повеќе, обавезно да дадеш. Да, нешто Јас да тоа дадеш. го практикувам, зашто знам што е радост некој да ти даде, да те почитува, да те гледа со убави очи и така. И затоа моето мото од секогаш било да дадам. Да, секоја чест. 80 години живот веќе ги заокруживме, Ги така? заокруживме, Ги да. заокруживме изминатиот месец, работно И ги замисли, помлада се осеќам, замисли. пупумашала. Да. Секоја чест, дај Боже уште долги години вака заеднички да споделуваме, да не радувате, Дај да Боже, подарувате на оние кои Дај сметате Боже, дека да. го заслужуваат вашиот рачно изработен уникатен подарок, но од овие 80 години 30-тина би рекла посветена на оваа работа, конкретно 25. така, 25. 25 години. Што ве поттикна да создавате чуда од природни материјали? Да речеме ова улиште овде, не знам дали камерата може да го забележи ова улиште, а верувам дека гледачите знаат што е улиште. Да. Е изработено од земја, Од земја, да. од земја, баш од земја, и нешто што вака навидум изгледа многу просто, многу едноставно за Да. правење. Сигурна сум дека има некоја посебен начин на изработка. Јас многу ги почитувам традициите, обичаите. Мислам, ги почитувам како начин на културно живење на нашето подрачје. И уличката од секогаш била многу позната и немале тогаш сандаци, немале ништо. А сега инспирирана сум од филмот Медена земја и мислам дека нашата земја е цела медена. Да. Во секој поглед на зборот, секаде имаме најдекоративни работи од природни материјали, сите се околу нас, ама зависи кои очи како сето тоа го гледаат. За мене почнав со корени и гранки кои што изумираа во природата. Оштетени дрва. Оштетени суви дрва или корени извадени, јас им давав живот, ги оформував за да продолжат да живеат. Е така и коренов е од зеленика, Вај масивен корен овде пред вас, корен, да, од зеленика, и сакам да го представам дека нашите корени се многу длабоки, како год да ги завртиш ќе опстојат, и нашата нација е навистина чудна, и ја така, природата така ја чувствувам. Со сите убавини ги доживувам, во себе ги доживувам, иако не сум уметник по професија, но историски, пошто историја имам завршено, историски сме силни луѓе и така ќе опстоиме, сакајќи ги сите предмети околу нас, природата особено, треба да си ја чуваме и имаме многу голем потенцијал за да ствараме ваква култура, ако е тоа веќе некоја навика за да имаме убав ден, убави нешто околу нас и така. Тоа ми е мотото, сузе, и многу се радувам да ги подарам, да ги дадам.
да се чувствувам среќна кога ги И преку давам. нив живеете во многу домови, во многу Да. семејства. Јас знам кога ве запознав пред 20 и кусур години, ние се запознавме на еден саем каде Да. вие за прв пат имавте изложено рачно изработени уникатни црквички. Да. Цркви во минијатурна големина, кои мене подоцна ми стана еден од најомилените подароци кога јас одам на гости за прв пат во некој нов дом, во некое семејство, на драги луѓе и Да. знам дека вашите цркви живеат барем во 30 домови на мои сакани луѓе и тоа ми е навистина Така. големо задоволство. Па морам да признам, Сузе, дека тоа ми е како аманет од брат ми. Многу млад почина брат ми на 59 години, тој ги изработуваше. И пред самата смрт рече: сестро, ке продолжиш ти да ги правиш, тебе те бидува за оваа работа. Јас се зачудив како реков сега сето тоа ќе го правам, но од голема љубов може човек се да направи. Навистина ги правам многу добро. Сега сум поусовршена, Сузе, мора да видиш. Дај Боже Да. следната Да. деценија да бидете уште поусовршена. Па се надевам, да. Рековте пред малку дека секој човек не е уметник и навистина секој човек не би можел ова да Да. го направи, ниту пак во некој оштетен корен од умрено дрво, за жал да направи уметност како што вие ова го направивте со Така е. пиленцата, кој што исто така ви се рачна изработка, пиленцата ги Да. правите дома, во домот ги Да, тоа вајате, па ги сопругот ги печете. прави, да. Ги печете, ги декорирате, ги вметнувате и се останато, но јас мислам дека секој еден човек, секој едно живо битие може да биде уметник ако го разбуди уметничкото во себе. Да. Но сите ние немаме иста диоптрија, сите ние немаме Така е. иста визија на животот и секој не би сакал под наводници да се замара со вакви работи кога може нешто да купи. Така размислуваат барем многу Да. луѓе, нели? Еве, ние секогаш им честитаме на кинезите и велиме каква нација се, што народ се и така натаму, трудолюбиви и така. Некој од ова ќе се сопне во природа, нема да го забележи коренот. Одам и само во корени гледам, во камења гледам. И сето тоа ми причинува задоволство. Ако не ти причинува задоволство, нема да го забележиш. Тоа е точно. Секоја чест. Јас Да. потполно ве разбирам, бидејќи јас често пати на сопствена сметка знам да се пошегувам дека летно време кога сите одиме на плажа и кога сите нешто загледуваме што е убаво околу нас, обично сите слободни жени гледаат во убави мажи, јас гледам во убави камења. Барам убави камења да најдам, да соберам и само им давам со ишарет на децава мои да присоберат и тие некој убаво камче за да ми ја олеснат тежината, бидејќи се знае камењата тежат и знам дека и тука не можете сама со двете раце, мора некој да биде околу вас да ви биде поддршка, така. Да. Колку семејството е вклучено во овој процес на работа? Па се вклучени, ама не толку. Сега не толку. Меѓутоа, од некаде ми донесуваат, особено камењата кога одат на одмор и така натаму. А сега, до душа и морам да бидам и искрена, сега толку многу и не можам да работам. Повеќе дома сум и така, здравствените прилики се такви за овие години, но сепак сите по нешто ми носат. Да. Но морам да потенцирам, за да биде уште појасно, природата и сите овие работи околу природата ги засакав со мојот одење на работа прв пат од 63 година во Долно Количани. И тоа го опишав во една моја песна, во едно мое здание, каде што како го видов Количани. Го видов на грудка посна земја, но горе планина ширна, убава, зелена, и така ми остана сето тоа да го сакам и од таму ги добив сите инспирации. И се чудеа колешките како јас камењарот го претворував и им викав уште тогај пред 60 години. Им викам, гледате колку е убав овој камењарот, и они се смеева, меѓутоа тоа е што пред малку ти го кажа, дека секој со други очи гледа на сите тие убавини и така се занесо во сите тие работи, до ден денеска ги сакам. Секоја чест. Да. Јас потполно ве разбирам и знам дека во мојата ташна да земете, да буричкате, да барате нешто, можеби нема да најдете многу пари или многу шминки, ама сигурно ќе најдете по некое камче за останато од некој земји, од некаде од каде што сум ги собрала камчињата и си се идентификувам и си размислувам што ќе си направам од ова камче. Така е. Како долгогодишен професор по македонски јазик, ова бунарче би сакала да го замолам колегата Стево да го покажем, ова прекрасно бунарче кое
е многу честа инспирација и го имате изработено во најразлични варијанти. Имам и јас едно прекрасно вакво бунарче во детската соба на мојата помала ќерка дома. Е инспирација од учебникот по македонски каде што е Чиста Дана. Тоа е од првиот буквар. Првиот буквар на македонски јазик. 1945 година и во него е оваа стихотворба Чиста Дана. Да. Бидејќи јас сега одбележувам 60 години, многу голем јубилеј, реков во духот на Великден едно бунарче со посвета на Чиста Дана. Да. И верувам дека моите колешки, колеги, ученици од тој период сите ќе бидат среќни зашто без Чиста Дана не можеше да се влезе во училница. Најубавата Чиста Дана се разбира закон, тоа секоја да, баба која да. си чува внуче дома си знае дека треба меѓу првите песнички да ја научат и Чиста Дана, бидејќи таа е мала по содржина, но е многу голема по пораката која Чиста Дана ја испраќа. Еве заради тоа мислам го направив и бунарчето за да има смисол и Великденот да биде посветен на нашиот почеток на нашата држава и така. Так. Морам да кажам дека кога пред Нова година се слушнавме и ми испративте тука во студиото наше за Божик, за Бадник, убави декорации за кои верувам дека гледачите се сеќаваат, бидејќи нашето студио е секогаш поубаво со вашите дела во него. Ми кажавте дека јас оваа година наредна знаеш дека одбележувам 80 години живот и 60 години работа со децата и по тој повод сакам роденденот да го одбележам работно. Значи, тетка Кате ни е родена на 8 март, на денот на жената, на денот на мајката и така и ги одбележа следните 3 месеци до денот на незиниот роден ден, си вети себе си даде аманет дека во камчиња и во сите овие други природни материјали ќе го изработи првото училиште на македонски јазик кое што се наоѓа во селото Подвис. Подвис Кичевско, тоа е веднаш после Кичево лево се исклучувате и одма во подножјето на планината е селото Подвис и првото училиште на мајчин македонски јазик кое што некогаш изгледало вака, но тетка Кате го сработи вака. Речи си идентично, но фотографијата е црно-бела. Црно-бела е фотографијата, додека она што тетка Кате го направи и се спрема заеднички се верувам дека ќе дојдам и јас ова заеднички да отидеме до Подвис и да го подариме на селото, на општината Кичево и верувам дека ќе се заложат и бидејќи одамна е покрената иницијатива на ова училиште да му се врати сјајот и да стане место каде што ќе се собираат повторно деца. Како дојдовте на оваа идеја? Па еве на постари години го користам Фејсбукот и видов дека училиштето изгледа во многу лоша состојба. Да, бев и јас пред 2 години навистина во очајно лоша состојба. А самиот збор дека тоа е прво училиште на македонски на слободна територија 43 година, веднаш го поврзав со мојот роден ден и исто така 60 години од моето завршување на дејноста образование и учителска школа и така. Од тие причини, реков, јас еден спомен сакам да оставам, се јави во селото таму, во Кичево, и стапив во контакт со еден господин и реков дека мојата желба е таа и сакам да ви оставам еден спомен. Сега тоа колку ќе има значение не знам, ќе кажат самите тие, меѓутоа јас со голема драж го направив. Значи, внатре во макетата се наоѓаат првиот буквар, табла училишна, рачуналка, звонче училишно и сето тоа го символизира почетокот на нашето школство во Македонија. Прекрасно. Ете така. И сето тоа мислам дека кај децата треба да создаде навика да се сака сето тоа богатство наше. А мислам дека институциите во земјата ќе покренат постапка што поскоро да се направи училиштето и сите кои располагаат со одредени документи, со одредени показатели од тој период, да ги приложат и да остане еден белег. Замислете, 43-та на слободна територија се формирало училиште на македонски јазик. Да.
И треба да го цениме Тоа сето треба тоа. да го почитуваме и не треба да дозволиме да имаме кратко помнење за некои работи, ами секој колку што може да придонесе Толку. за да се врати вистина Да. ова училиште во живот и да биде еден културен Так. споменик за Так. учениците, за просветните работници, за сите оние кои во воени услови на вистина се труделе да спроведуваат настава на мајчин македонски јазик. Еве, во овие прилики великденски е убаво да се зборува за убави нешта. Така е. Значи, нашите предци многу вложиле. Ако ние сами не си го вреднуваме јазикот, така. кој очекуваме да ни го вреднува и да ни го почитува нашиот придонеле мајчин за тоа јазик? и ние сме должни да се одолжуваме. А кој колку може, тоа е друго прашање и ја толку можам, Да, мислам. така. Јас би се вратила повторно со муабетот на вашите декорации кои што ве одржуваат во живот, Да. во виталност и кои што и дадоа сјајна вашава пензионерска кариера. Искрена сум, ве познавам и приватно долги години, секогаш ви се восхитував и ден денеска ви се восхитувам и знаете колку многу ве сакам и почитувам. И се што сакаме да имам и јас пензионерски денови како вашите, во кои што постојано ќе се надминувам себе си. Кој ви е најголемиот критичар, најголемиот совет кој ви го дал некој во овие години? Ја знам дека сте жена која не само што бара совети, туку и прима критики. Па, семејството има удел во тоа. И морам да кажем, сната ми е многу голем критичар на сите овие работи. Таа е голем естета. Да, голем голем естета. естета. Ќерката ми е агроном инженер и она одсекот е хортикултура и она дава придонес, ама сега морам да ги пофалам и внуките, особено малата. Малата многу убаво црта, многу трудолюбива е, сите тие се веќе мои критичари. Так. И вака Прекрасно. пријателки имам доволно, доста кои што ја знаат мојата работа и сега да речем ме фалат. Па има и зошто да ве фалат. Сакам да ве прашам за венчињава кои што ги имаме, едно легнато на масичката, едно еве го исправено со црвени великденски јајца. Какво треба да биде ова дрво за да биде вака флексибилно, еластично за да можеме да го извиткаме, да го обликуваме венчето? Дали мора да е специфично одреден вид на дрво? Ова дрво секаде го има на Скопсково подрачје. Ова е див дрен или песи дрен го викат во село. И многу се граѓањките лесни за обработување. Порано ќе ги врзував со жица, со не знам што, сега му го научив Финтата, техниката, ни врвче, ни шајка, ни жица, ни ништо не користам. Тоа толку убаво се плети и може да се сплети. Сте размислувале ли некогаш да направиме работилница? Верувам дека многу млади луѓе, па и млади родители, па и не мора да се толку млади, најважно е да се млади во духот, да се вредни и да ја почитуваат рачната работа, бидејќи од секогаш и секаде во светот рачната работа е најмногу респектирана и има луѓе кои што исклучиво кога подаруваат рачно изработени подароци. Дали ние можеме да се пофалиме? Можеме да направиме една, многу сакам да го пренесам на некои луѓе кои се заинтересирани, многу сакам да го пренесам додека здравието ми служи. Меѓутоа нема на интерес. Не ми се јавил некој да речи добри се работите, еве да ми помогнете да направам нешто. Така Јас да мислам имам дека тој желба. Фејсбукот треба малце повеќе да го користиме за такви работи. Јас ќе ви дадам неколку кратки препораки како да направиме. Обид ние ќе направиме, еве прекрасен период е пролете, иако зимски и некои денови доживеавме во текот на изминативе пролетни денови, но како и да е, јас мислам дека е убаво време да се обидеме. Мислам дека сте точно во вистинскиот стадиум од животот кога треба вашето знаење да го споделите со најмалите генерации, со децата кои што сакаат да бидат креативни, од искуство знам колку децата сакаат да им дадеш нешто да учат, да прават, да се обидуваат. Па знаете, еве една мала критика, ја не сум критизер, него и една мала критика. Отепе од наше време, истата содржина е кога веќе техниката оди толку напред и ништо не се цени од нашите можности во земјата што си ги имаме во нашата земја. Да речеме камчиња, тие работи. Уште некој плехче сечат, се мачат дечињата, не се
оди кон тоа да се Да, и стимулира. јас сум изненадена понекогаш Да. непријатно од тоа колку тие Не се шаблони стимулира, исти, да, изработка да. на автомобил, изработка на авион, изработка на некоја куќа и тоа е се. А сега имаме толку канали на Facebook кај што можете да видите цел свет работи, Се да природни научите, работи. се да научите и тоа да А се... ние не менуваме Да. ништо некои работи. Како некој кој е непрестано на терен, заедно со Чичко Ацо, морам да го поздравам вашиот сопруг, кој е исто така вреден и неуморен. Постојано сте на терен во Скопје и околинава, каде што можете да ги набавите сите овие неопходни природни работи, за да можете така фино да ги спакувате и да ги направите во една композиција. Каде во Скопската околина, јас како љубител на камењата би можела да најдам најдобар камен за работа? Па Сузе, јас одев на Марков манастир, од таму си црпев од реката. Таму најмногу ги собирам, зашто немам подалеку кај немам можности да одам, а сега и више и кола не возиме. И Значи јас да се обидам на Марков манастир. на Марков манастир реката Да тука најдам некој убаво многу пристапна е реката. Инаку порано одев на многу места и од секаде собирав. По Скопскиот округ има секаде каде сакаш има камења. Да, нема. колку сте фокусирани последниот период на црквичките, дали ги изработувате со иста динамика како Да. порано, бидејќи знам Да. дека порано кога Сега и да не спратев, со толкова динамика, не, ама ги изработувам. за колку време се изработува една просечна големина на црква? Па месец дена, Месец дена минимум, така. па тоа содржи околу 10.000 камчиња. Да. Еднаш на саем ме праша како доаѓам до бројот 10.000. Па мерам во една чаша колку ќе турам, да речеме, камчиња и после тоа со чашата колку ќе потрошам, пресметувам и така. Значи, просечна една црквичка од 50 сантима, околу 10.000 камчиња оди во целокупниот обем на црквичката. Така. Јас би зборувала уште многу долго со вас, секогаш ми е разговорот толку многу пријатен и толку многу уживам додека еве вака креативно си разменуваме по некој совет, би ве прашала уште многу нешта поврзани и со пилињата и со јајцата. Гледам дека имаме и јајца од препелица, имаме и јајца. Инаку само ќе кажам дека незаборавни се вашите дрвца и елки од празни јајца кои што Да. и ден денеска ги чувам во мојот дом и можам да ви тврдам дека сите овие декорации кои ги гледате на масичката Ама и тие се обстојуваат со уникатни, години. бидејќи да. Да, 20 години ги чувам, ги раселувам секаде каде што сум се преселувала низ годиниве и ништо, ама баш ништо не се оштетило. Да. Секоја честитка. Кате, огромна благодарност што ова утро најдовте можност да ни гостувате, што го разубавевме телевизорот на многу наши гледачи кои што не следат и низ Македонија и во диаспората, секаде каде што се гледа Алфа телевизија.